Добар ден, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВМ телевизија и заедно сте со нас во најновото издание на Јокламата, кое што овој пат во целост ќе го посветиме на најпопуларниот спорт во нашиот град и можеме да кажам слободно и најпопуларниот спорт во нашата држава. Ќе зборуваме за ракометот, ќе зборуваме за успесите и предизвиците кои што се пред ракометниот клуб Охрид 2013 од нашиот град и овој пат ќе зборуваме со председателот на клубот, господин Лјупчо Таневски, мој гостин. И ако мислите дека е лесно да се управува, односно да се раководи со еден спортски клуб во денешно време, ќе ви дадеме нешто повеќе да размислувате во овие 40 на минути до сат време. Меѓутоа, ајде да се фатиме ние редот, му посакаме добре дојде на господинот Таневски. Добре дојдовте во ТВМ телевизија, како сте? Добро ве најдов, одлично, секогаш се чувствувам пријатно во вашето студио и во било кој формат од вашите емисии. Така. Таневски, нема денес многу да зборуваме за играчите, за стратегиите, како се игра, што се игра. Мислам дека тој дел од разговорот поврзан со ракометов им е многу познат на охриѓани, впрочем и на сите македонци. Причинат поради која што ето и сте ми гостин во ова издание на Јокламата е чисто малку повеќе да ги информираме гледачите како функционира еден клуб. Не е тоа така едноставно, организацијски, не е едноставно да се соберат средства, не е едноставно да се прават тие трансфери на играчи, да се задржи она што е добро, да се донесе нешто што е исто така добро, а од друга страна да се постигнат резултати кои што навивачите, ето и сите љубители на ракометот ги очекуваат. Како е формацијски, како е структурно поставен еден ракометен клуб, конкретно ракометниот клуб Охрид, има управен одбор, надзорен одбор, како одат тие? Со оглед на тоа што го кажавте како увод во вашето прашање, веднаш ќе ви одговорам дека воопшто не е лесно, дури и по мене, имајќи предвид дека 14 месеци сум веќе председател на РК Охрид 2013, воопшто не е лесно да се управува со еден професионален спортски клуб. Всушност е и тешко, имајќи предвид економската ситуација во која што се наоѓа државата и самата општина Охрид како еден од главните финансиери на ракометниот клуб Охрид 2013 во однос на структурната конципираност и организираност на клубот согласно измените на законот од ми се чини 2012 година. Ракометниот клуб Охрид од следната 2013 година по измените на законот се трансформира од Сдружение на граѓани во акционерско друштво, во кое што акционерско друштво доминантен сопственик е Сдружението на граѓани РК Охрид и всушност тоа е и единствен акционер на клубот со влог од 1.500.000 денари или 25.000 евра. Понатака во расчленувањето на она структурна концепираност со клубот управува борд на директори, кој што борд на директори именува председател на клубот или извршен директор на акционерското друштво, кој што е всушност и единствен извршен член на бордот на директори, ги има целокупните права и обврски во однос на раководењето на акционерското друштво, соодветно, значи во случајов на ракометниот клуб Охрид 2013. Исто така во таа насока можам да кажам дека практикуваме да одржуваме редовни седници на бордот на директори, редовни и почести седници на бордот на директори на кои што се дискутираат различни теми, меѓутоа најчеста тема на дискусија се финансиите и начинот на кој што ќе се стигне до тие финансии. Веќе е известно дека доминантен финансиер на ракометниот клуб е општина Охрид, значи поголема тежина на раководењето на клубот дава тоа што како што и на последната пресконференција пред надпреварот со Пелистер кажа градоначалникот,
клубот троши пари на Охриѓани, клубот троши народни пари кои што се определуваат од Советот на општина Охрид во делот на средствата кои што општина Охрид ги издвојува. Така, се наменети од буџетот. Се наменети за развој на спортот во општината. Го спомнавте тој борд на директори, станува збор за тело кое што е непроменливо или се менуваат членовите? Не, значи на годишно собрание на акционери може да се именуваат нови членови и да се разрешуваат старите, може да останат старите, се зависи од политиките на доминантниот акционер. И самите спомнавте, никој не сака многу да зборува за финансиите, меѓутоа за успешно да функционира било каков спортски клуб и низ утринската емисија ми продефилирале мал милион на членови председатели на спортски клубови кои се занимаваат со најразлични спортови и сите тие едно заедничко им е изнаоѓање финансиски средства и одржување. Не зборуваме за работи кои што ето како не знам и самиот веќе како да се изјаснам, зборуваме за спорт, зборуваме за нешто од кој што активност од која што бенефит имаме сите. Спомнавте буџетот 20.000. Не, тоа е почетниот влог, меѓутоа буџетот на колкавав е буџетот и како се определува? Значи буџетот на конкретно јас можам да зборувам за ракометниот клуб Охрид 2013, буџетот се го определува бордот на директори во зависност од амбициите на кои што ги има клубот за надпреварувачката сезона. Знаеме дека минатата надпреварувачка сезона 2016-2017 беше најуспешна во историјата на било кој спортски клуб од Охрид, не само во ракометот, имајќи предвид дека Охрид во регуларниот дел на сезоната беше на првата позиција, а по плејофот завршивме веднаш позади европскиот шампион Вардар и позади Металург, кои што се и редовни учесници во Лигата на шампиони и во ракометната регионална Сеха лига. Што е успех за поздравување, сега како огромен успех и стигнавме до второто коло на ЕХФ купот. Во првото коло беше во двомеч кој што се одигра во Охрид елиминиран холандскиот вице шампион Волендам, а во второто коло бевме поразени од гигантот, од спортскиот гигант на Португалија, тоа е ракометниот клуб Порто во Португалија. Нема да ве прашам сега поставки да ми образложите колку се средствата одат од буџетот, кои средства за која намена се. Меѓутоа чисто онака најмногу за играчи, за плати, за онај помошен персонал, најмногу средства се потребни од буџетот, кој што ето кажавте и сами како се донесува и кој го донесува, или има други трошоци? Значи најголем дел од буџетот на ракометниот клуб се трошат за плати и придонеси на професионално ангажираните спортисти и на стручниот штаб, кој што го сочинуваат тренер, помошник тренер, физиотерапевт, доктор и спортски директор. Можам да кажам дека 70% од буџетот се троши и повеќе можеби за плати и придонеси, меѓутоа покрај тоа, како еден сериозен и професионален спортски клуб, голем дел од средствата одат и за оние други пропратни или тековни расходи, како што се обезбедување на опрема за ракометарите, која што знаеме мора да биде квалитетна со оглед на нивото и рангот на надпреварување, нивото и рангот на надпреварување на професионално ангажираните спортисти. Тука имаме и трошоци кон Ракометната федерација на Македонија, како што е котизацијата. Судиите Ракометната федерација ги плаќа или не, судиите ги плаќа домакинот, значи кога Охрид е домакин на било која екипа, судиите и трошоците за судењето, за делегатот, патните трошоци
како и сите оние тековни активности како што се обезбедување на лајвстрим од секој надпревар кој што го игра Охрид на домашен терен, потоа обезбедување согласно законските прописи за организација на еден надпревар, исто така доктор, како и физиотерапевти, и како и расходи за записничката маса, кои што ако се пресметаат сепак се една значителна сума во текот на една календарска или во текот на една надпреварувачка сезона. Така. Еден од станите кои што ја одбележаме минатата година беше вашиот настап во Порто. Колку учества на овие меѓународни надпревари и како буџетот го поднесе тој, да речам, напор? Да. Со оглед на тоа дека беа потребни средства. Ако зборуваме за претходната надпреварувачка сезона, која што беше и е за сега историска за нас, морам да кажам дека и всушност и буџетот во таа нека биде календарска година, бидејќи календарската и надпреварувачката година не се совпаѓаат, во една календарска има делот претходната и делот следната. Буџетот на клубот беше најголем во историјата и како велат буквално колку пари толку музика, и во професионалниот спорт е така, во најголем дел би рекол, успесите зависат од финансиите. Така. Оваа година со поддршка знаеме дека имаме нова локална самоуправа, меѓутоа со несебичната поддршка на новиот градоначалник, клубот застана на здрави нозе, со оглед на расходите кои што ги имавме за, да речам, организација на евронадпреварите на домашен терен, како и за патувањата во Португалија, и клубот во моментов се наоѓа во одлична финансиска кондиција. Слободно можам да кажам дека сме еден од најредовните клубови кога се во прашање исплатата на хонорари, плати и придонеси за професионално ангажираните спортисти, и додека сум јас председател, слободно можам да кажам дека таа практика ќе продолжи. За оваа надпреварувачка сезона, за овој втор дел, буџетот е донесен од страна на Советот на општина Охрид на ми се чини пред 2 седмици, и е активен веќе месец и половина. Користиме дел од тие средства, меѓутоа со крајни напори се изнаоѓаат и средства од приватни фирми, кои што, да речам, така, каква е заинтересираност и колку реално може да помогне со оглед на социоекономската состојба во градот, како влијае, меѓутоа бизнис секторот колку реално може да помогне? Бизнис секторот многу реално може да помогне во развојот на ракометот и воопшто на спортот во градов, имајќи ги предвид бенефитите кои што ги дава новиот закон за спорт и даночните олеснувања кои што ги дава законот за спорт, имајќи предвид дека сега ќе зборувам повторно за ракометот, имајќи предвид дека согласно измените на законот за финансирање на спортски клубови и спортски здруженија, во ракометот 40% од данокот на добивка се ослободува на крајот на фискалната година. Најголем дел од оние приватни стопанственици кои што го помагале клубот во изминатата година, тоест во изминатите години, ја искористија ова можност кој што ја дава законот, и беа ослободени од давачки во тој процент што претходно го споменав, така да ќе искористам приликава и до приватните стопанственици во Охрид и во околината да се информираат за овие законски измени и за бенефитите кои што ги дава овие законски измени, имајќи предвид дека помошта за клубот и оние договори кои што ги склучуваме со приватните компании на крајот на фискалната година ги чувствуваат бенефитите од сето тоа и се ослободени
од даночните давачки кон државата. Се врти околу парите. 14 месеци кажавте сте на чело на клубот. Реално повеќе пари се потребни да гостува Охрид надвор на некој меѓународен натпревар или да донесете? Поголеми се трошоците за да се представите таму или да донесете некој ракометно име тука? Во зависност од тоа каде се патува, приж дрепката за првото коло од ЕХФ купот при првото историско појавување на ракометниот клуб Охрид на евро сцената, буквално молевме Бога да не гостуваме во Исланд, на пример. Имаше две исландски екипи, имајќи ги предвид трошоците кои што ги имале за авионски карти и за осигурување од Македонија до Исланд, меѓутоа се зависи од тоа каде се гостува и кој гостува, меѓутоа трошоците се значително поголеми кога се игра евро надпреварите отколку домашното, отколку домашното. А да ви дојде некој европско име? И тоа е, би рекол, работа на договарање, бидејќи сместувањето треба да го плати домакинот, исто така и судиските и делегатските такси, кои што веќе споменам за тој надпревар со Волендам не чинеа скоро 3000 евра. Така. Имавте можност не само од спортски план, меѓутоа ето, вие сте менаџер прети се, имавте можност сега со гостувањето во Порто да видите како функционира еден европски клуб. Колку научите, колку украдовте од тоа, колку може реално да се најде една разлика, да се на паралела да повлечете за тоа колку се организацијски, да кажам, подобри, колку треба да работиме за да стигнеме, сели впрочем подобри. Можеби или повторно ќе се вратам, се врти околу парите, доколку имате се врти околу средствата, меѓутоа и начинот на структурна конципираност на клубот, видете да бидеме реални, Охрид не може да се спореди со, значи споредбата не е баш соодветно, Охрид не може да биде спореден со, да речеме, со Порто, бидејќи Порто е гигант во секоја смисла, спортски гигант во секоја смисла на зборот. Ракометниот клуб Порто се финансира од спортското друштво Порто, а знаеме кој е, да речеме, Порто во фудбалот и кои пари, кои милиони евра се вртат во фудбалот, конкретно во Португалија и конкретно во фудбалскиот клуб Порто, така да паралелата можеби него сигурно не е соодветна, меѓутоа ние многу можеме да научиме и од македонските клубови, како што се Металург, Вардар, Пелистер и Еврофарм работник, кои што можам да кажам дека се меѓу поорганизираните на Балканот и во овој дел на Европа. Слободно можам да кажам дека ракометниот клуб Охрид организацијски, можеби не финансиски, тоест сигурно не финансиски, меѓутоа организацијски се приклонува кон ова друштво на ракометни клубови. Секојдневно учиме, секојдневно се развиваме, секојдневно зборуваме за подобрување на структурната организираност во клубот и мислам дека по 7 години постојање на ракометниот клуб и по трансформацијата на клубот од здружение на граѓани во акционерско друштво, секој месец, секоја надпреварувачка сезона сме поорганизирани, за тоа најдобро зборуваат и резултатите кои што ги постигнуваме од сезона во сезона. Така. Средства некакви Европската ракометна федерација или Меѓународната ракометна федерација распределува, добивате или тоа оди преку... Тоа воопшто не е како во фудбалот, во овие пониско рангирани купови, за разлика од Лигата на шампионите, каде што учествуваат Вардар како актуелен европски шампион и Металург, во овие подолни рангови на надпреварување на ниво на Европа не се распределува средства како во фудбалот и како што и кажавте, всушност представувањето на Охрид и на ракометниот клуб Охрид на евросцената представува исклучиво трошок, и исклучиво расход на клубот, меѓутоа сатисфакцијата и она спортска сатисфакција е огромна и таа не може да се измери со некои пари и со некои финансии.
Така. Ајде да направиме една пауза, ќе одиме со блок реклами, да го заокружиме овој дел од разговорот поврзан со финансиите, потоа ќе зборуваме за малку полесни работи, за она што ве очекува во сезоната и чисто како ја оцените делот од сезоната кој што е зад нас во календарскава година. Меѓутоа да ги одмориме малку гледачите, да се одмориме и ние малку, одиме со еден блок реклами, потоа продолжуваме со разговорот со мојот денешен гост. Во Мисија Бриколаж ќе најдете се за вашиот дом и градина по неверојатни 20% попуст на сите производи од 22 до 25 март. Дружбата продолжува. Мисија Бриколаж. Се за вашиот дом и градина. Готвењето знае да биде непредвидливо. Но со Вегета твоето јадење е секогаш 100% успешно и 100% вкусно. Вегета 100% оригинална. На сите продажни места побарајте Вегета со 15% пониска цена. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Хотел Престиж Струга. Луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет до 600 до 450 гостие. Со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен неограничен пијалог. Комплетно декорирање на сала, сопствен паркинг. Луксус што можете да си го дозволите. Хотел Престиж Струга. Ете, почитувани гледачи, се одморихме со малку реклами, продолжуваме понатака со рекламата. Председателот на ракометниот клуб Охрид 2013, Љупчо Танески, мој гостин во рекламата. Зборуваме за ракометниот клуб, првиот дел од емисијата го посветивме на едно објаснување за тоа како организацијски е поставен овој клуб, кои се најголемите предизвици, барем од тој аспект со кој што се соочува клубот, меѓутоа сега да зборуваме малку повеќе за она што ги интересира, да кажам, најмногу сите оние кои што си го сакаат раковниот, ќе зборуваме малку за тоа што се случува на теренот. Танески, 2018 година ја започнете без странски играчи во клубот. 2018 година можам да кажам дека е една пресвртница во оној спортски дел од клубот, со оглед на тоа што договорно, во најголем дел договорно замина и предходно, кон крајот на 2017 година, замина, чинам четворица странци, тоа е Јосип Кешич, кој што
отиде да игра во ПАОК во Грција, Томислав Кјајич кој што од Хрватска кој што се врати во родниот Загреб, Лазар Адамовиќ од Србија кој што исто така отиде во грчкото првенство и Дервиш Бирдахич од Босна и Херцеговина кој што сега настапува во првенството на Чешка и во клубот во моментов имаме еден странец, тоа е Марко Кобетич од Хрватска кој што во првиот дел од сезоната, она есенска полусезона беше сериозно повреден и полека се враќа на терените во својата препознатливо добра форма, меѓутоа клубот се засили со четворица домашни ракометари, македонски ракометари, тоа тројца од ракометниот клуб Прилеп и еден од рака борец од Велес, тоа е резервниот голман Кирил Колев, а од екипата на Прилеп пристигна десниот бек Константин Вешовски, левиот бек Јане Јанчев и пивотменот Пеци Георгиевски. Станува збор за исклучително квалитетни ракометари кои што имаат повеќе години условно стаж во домашното првенство. Некои од нив настапували во странски првенства и веќе по месец и половина, неполни 2 месеци престои во Охрид и во ракометниот клуб Охрид. Можам да кажам дека се целосно адаптирани кон новата средина и го даваат својот максимум на терен во она што во оној главен дел од спортската сезона на клубот кој што следува. Очекуваме да го дадат својот максимум и да го покажат својот максимален потенцијал за да клубот прогресира на табелата и оваа надпреварувачка сезона. Без разлика дали станува збор за домашни, дали станува збор за странски играчи кои што дошле во клубот, голем број од играчите додека не дојдоа во Охрид, па можеме да кажеме ето и не беа, и самите кажавте, и не биле можда колку големи ракометни имиња, меѓутоа слободно можеме да кажем дека тука си направија убава кариера и заминаја во клубови кои што се ето, ајде на некое повисоко ниво од ракометниот клуб. Која е причината зашто се заминуваат и впрочем дали може ракометниот клуб да заработи од тоа? Да, значи во зависност од тоа какви се договорите на играчите, од тоа зависи дали клубот би заработил или не би заработил од соодветен играч. Како што кажав, овие играчи кои што ги споменав, кои што се извинувам, веќе не се дел од ракометниот клуб Охрид, договорно замина од клубот со обостран спогодбен раскин на клубот. Во претходните надпреварувачки сезони имало и случаи каде што играчите бараат едностран прекин на договорот или тие бараат или ракометниот клуб Охрид бара едностран прекин на договорот. Меѓутоа нештата во ракометот не се како еве да речеме во фудбалот, може, но и не мора да се заработи од соодветен играч, се зависи од меѓутоа вие ако донесете странски играч, Македонска ракометна федерација си добива пари. Да, добива. Сертификатот за еден играч изнесува 1000 евра или 60.000 денари за една надпреварувачка сезона. Една од причините поради која што решивме да се ослободиме од странските играчи е да заштедиме, меѓутоа да не го намалиме квалитетот на ракометот во градот, односно квалитетот на клубот. Мислам дека во тоа успеавме. Мислам дека клубот, односно спортската формата на екипата оди во нагорна линија и покрај еве да речем несекниот пораз што го имавме овој викенд од Пелистерот Битола со 1 разлика. Меѓутоа мислам дека за плејофот кој што допрва следува клубот ќе биде, тоест екипата ќе биде максимално подготвена. Така, тоа е пред вас сега најнов предизвик, Вардар, Металург, кој се Пелистер, Еврофарм, Пролет, пред вас. Имате планови? Значи, ќе атакувате на место што може да ве носи во Европа?
Или да не откриваме многу? Не, со оглед на тоа што клубот е градски, мислам дека и треба да биде максимално управата на клубот максимално, јас како претседател максимално транспарентни, не само за финансиите, туку и за амбициите на клубот. Она што следува пред нас е плей-офот за кој што обезбедивме учество уште 2 месеци пред да започне. Тоа би рекол зборува и за успехот и во оваа надпреварувачка сезона во плей-офот, како што е познато, покрај првите 4 екипи од регуларниот дел на сезоната. Тоа се Пелистер од Битола, Еврофарм работник од Битола, Тинекс Пролет од Скопје и РК Охрид учествуваат и оние учествуваат Вардар како европски шампион и Металург како дел од Лигата на шампионите и активен учесник во регионалната СЕХА лига. Тоа е, би рекол, кремот на македонскиот, меѓутоа можам да кажам и кремот на балканскиот ракомет, имајќи предвид дека македонското ракометно првенство е можеби и најквалитетно на Балканот, затоа зборуваат и успесите на репрезентацијата и успесите на поединечно на клубовите од Македонија во еврокуповите во кои што настапуваат. Токму затоа и интересот на играчите од, да речам, бившите југословенски простори е голем да се надпреваруваат и да бидат дел од македонското ракометно првенство. Колку време функционира младинската екипа и до 2 години се или 3 години? Младинската екипа, согласно измените на законот, функционираше и претходно, меѓутоа, би рекол, на повисоко ниво и на едно да речем полупрофесионално ниво, функционира од трансформацијата на клубот и согласно прописите на Ракометната федерација за учество во Суперлигата тоест во првата Супер лига на ракометното првенство во Македонија задолжително да се има и младинска и пионерска школа која што активно ќе се надпреварува во тие младински и пионерски лиги. Колку реално може да веруваме и да се надеваме дека таа младинска екипа може да представува еден инкубатор на играчи кои што не само што треба да очекуваме и да се надеваме, туку таа и представува, како што рековте, инкубатор на нови играчи за ракометниот клуб Охрид, имајќи предвид дека покрај оние двајца постари играчи кои што се во Охрид, тоа се капитенот Крстеан Доновски и повратникот од Пелистер Иван Тасески, во клубот, тоест во првата екипа на РК Охрид има 4 да кажам, деца, 4 младинци кои што се под 18 години, односно има 16 и 17 години, а се дел од првата екипа на Охрид. И тоа всушност и четворицата беа потенцијални репрезентативци на младинската репрезентација на Македонија, што зборува се разбира за нивниот квалитет, меѓутоа за квалитетот на младинската и пионерската школа зборуваат и резултатите на децата во тие категории. Минатата сезона завршивме трети пред битолските екипи, а знаеме што представува Битола во поглед на ракометот во Македонија. Исто огромен голем успех имаат и најмалите, односно пионерите. Се грижиме подеднакво и за нив, колку што и за првата екипа на ракометниот клуб Охрид, бидејќи свесни сме дека функционирањето на ракометниот клуб Охрид не може да се ослони на најмалку на странски играчи, меѓутоа не може и во целосна степен да се ослони на играчи од Македонија, меѓутоа од други градови. Базата треба да биде базата треба да биде Охрид. Од дома. Во секој случај и со оглед на тоа дека имаме и талентирани деца, што кажавте претходно. Меѓутоа не ве прашав како оди кога
има средства клубот да донесе странски играч, преговарате со менаџери, тоа така функционира? Во најголем дел од засилувањата кои што ги има доведено рака Охрид, преговорите одат преку менаџери, меѓутоа не е исклучена можноста и директно да се стапи во контакт со самиот играч и да се договорат оние првични услови за професионален ангажман. Има, знаете, преводни рокови, има летен преводен рок и зимски преводен рок. Летниот преводен рок е по завршувањето на преварувачката сезона, а зимскиот преводен рок трае околу 2 месеца и е на преминот од есенската во пролетната полусезона. Полесно е да се најде играч на крајот на преварувачката сезона, меѓутоа се зависи од неговиот квалитет, од неговата форма, од неговиот менаџер, од клубот од кој што доаѓа, од земјата од која што доаѓа и од неговите лични амбиции, така да како што кажав и на почетокот, воопшто не е лесно да се води еден спортски клуб и јас сум благодарен на поддршката која што имам од стручниот штаб и од бордот на директори, меѓутоа и од поранешниот и сегашниот градоначалник на Охрид, кој што буквално несебично се вложувале во клубот, се соживувале со состојбите на клубот и овие успеси на ракометниот клуб Охрид најмалку се случајни, представуваат плод на успешно менаџирање на клубот во изминативе години и успешно финансирање и успешни политики на клубот. Знаеш ли во што се впушташ? Очекуваше ли барем дел од ова што ќе би се случило? Да, овие 14 месеци? Да, со оглед на тоа што во условно во младоста сум бил активен спортист во еден друг спорт, кошарка, меѓутоа сосема е различно да се биде. Ова е менаџерска работа, ова се преговори, ова е една сосема друга димензија на спортот и ова 14-месечно искуство ми покажа дека во спортот има можеби повеќе политика отколку во самата политика. Меѓутоа е едно одлично искуство во секој поглед на животот и мене ми е сите 14 месеци ми е буквално задоволство секојдневно да бидам дел од ова и се надевам дека така ќе продолжам и така. Од една страна имате задача да давате отчет пред тој борд на директори, од друга страна ги имате ракометарите чии што потреби треба да се задоволат, да се организира настан, да се оди ваму. Мислам дека потежок дел е овој другиот дел со играчите, имајќи предвид дека, знаете, луѓето можеби не сваќаат сериозно каква е таа менаџерска работа во спортот. Тоа се луѓе кои што се професионално ангажирани и буквално живеат од тие средства. Така. Имате ви обврска спрема? И согласно договорите имате обврски, тие имаат права и задолженија, меѓутоа вие имате обврски кои што се финансиски, а од друга страна, како што рековте, давате отчет за потрошените средства, од трета страна треба да се најдат тие и да се изнајдат тие средства, така да воопшто не е лесно. Ги разбирам и спортистите, на секој состанок со нив сме апсолутно отворени, јас сум апсолутно отворен, знаеме дека тие живеат од тие средства, одгледуваат фамилии од тие средства, меѓутоа во досегашното функционирање на ракометниот клуб Охрид, не само во овие 14 месеци и претходно, клубот кон никого не останал должен ниту еден денар. Максимално се исплатени сите средства кон бившите ангажирани играчи и таа практика ќе продолжи и во иднина. Токму и затоа Охрид е примамлив спортски клуб, примамлив ракометен клуб за сите играчи од Македонија и во тој дел полесно да преговорите, бидејќи, знаете, помеѓу спортистите меѓусебно разговараат и кружат гласини кој клуб е коректен, а кој помалку коректен. Охрид важи за еден од најдисциплинираните. Градите име. Финансиски најдисциплинирани. Ако ви следи добро име, ќе ви доаѓаат и играчи, ќе имате можност да... Можам да кажам дека Рака Охрид важи за еден од финансиски најдисциплинираните клубови во Македонија. Така. Купот на Македонија. Да, купот, значи, оно што испуштив да го кажам е дека жребката за плейофот, за
плейоф надпреварите на кои што ќе ги игра Охрид и во оваа надпреварувачка сезона е на 20 март. Па сега му доаѓа. Да. Значи, да, тоа е утре. На жребката ќе присуствувам јас како претседател на клубот и преку средствата за информирање охриѓани и охридската публика и публиката во регионот ќе биде информирана за тоа кога гостува европскиот шампион Вардар, кога гостува Металург и останатите клубови во Охрид, значи ќе го имаме распоредот, а Купот на Македонија, Охрид е учесник и во осмина финалето од Купот на Македонија, значи во оние 16 екипи кои што ќе се борат за куп трофеот, меѓутоа жребката за купот се уште не е закажана, се очекува да биде на крајот од месец март или на самиот почеток од месец април, преку вас, преку средствата за информирање охридската публика ќе биде информирана и за куп надпреварите кои што ќе ги игра ракометниот клуб Охрид. И за самиот крај Таневски услови за работа. Условите за работа. Па вака. Што е она што приоритетно му е потребно? Она што приоритетно му е потребно на клубот, да бидеме реални, Охрид го има. Тоа е спортска сала, теретана и пропратни спортски сали во кои што ќе тренираат оние други помали категории вон првата екипа, тоа се младинската и пионерската школа. За среќа, Охрид има традиција во ракометот, можеби не толку богата како некои други градови во Македонија, меѓутоа не смееме да се пожалиме. Охрид секогаш имало квалитетни ракометни имиња, всушности би рекол овој успех на клубот се должи на таа традиција која што ја имаме во ракометот со клубот, значи знаете, 7 години тренер на клубот е Горан Андоновски, негов соработник е Сашо Ристевски, кои што биле ракометни имиња на ниво на Македонија во, да речем, во 90-тите и двајцата промениле многу клубови од врвот на македонскиот ракомет, така да покрај овие услови кои што ги споменав, потребна е од спортскиот дел потребен е и добар тренерски тим кој што ќе раководи и координира со сите категории на клубот, па токму и таа работа на тренерите, на помошник и на помошниците на тренерите даде резултати и четворица од младинските категории се прекомандувани во првиот тим на РК Охрид, и тоа за мене лично како претседател на клубот, меѓутоа и за сите познавачи на спортот воопшто и на ракометот во градот представува најголема сатисфакција и најголемо задоволство. Мене ме станува да се заблагодарам за учеството во емисија, да ви посакам успехи на менаџерски план, продолжите со работа како и досега, и прети се да ви посакам успех на спортски план. Реално и успешно да се ги реализирате сите оние предизвици кои што се пред вас, да го добиете она што го сакате, и ќе се видиме во некоја наредна прилика. И поздрав до целата екипа на ракометниот клуб. Благодарам од моје лично име и од целата екипа на РК Охрид. ТВМ е долгогодишен партнер, долгогодишен партнер на ракометниот клуб Охрид, и сите надпревари кои што ги игра Охрид на домашен терен се во директен пренос на вашата телевизија. Ви се заблагодарувам лично од моје име и од името на целиот спортски колектив. Се надевам дека во плейофот ќе имаме многу причини за радост и за нови победи на Охрид, како на домашен, така и на гостински терен, па по утрешната жребка ќе го знаеме распоредот на надпреварите и кога би можеле да се видиме на еден голем спортски настан во Охрид. Ви благодарам уште еднаш, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Името го поплам.